Верно е да ви кажам дека јас сум во многу полесна ситуација од излагањето на мојот почитуван колега и пријател, затоа што јас се имам напишано и објавено. Да, јас само ќе ви кажам неколку зборчиња, така, кои се поврзани со денешниот ваш и мој истовремено ден на основање на друштвото во Велес, а Велес не значи ништо друго, туку еден од боговите на словените од поново време, не од оние најстарите. Во првата моја книга ми направи критика на времето, кога ја репрезентирав третата книга Илјов, овој мој пријател, дека при едно второ издање книгата треба да носи наслов 6000 години пред нашата ера, македонска писменост, цивилизација, историја. А еве го денес ни се представува и вика 9000 години. Така, и јас се разбера, апсолутно му верувам, бидејќи за оваа вистина јас создадов цела една теорија и еден од журналистите на Бидолскиот весник за прв пат ме именува како венетолог. Инако јас сум славист, кој завршил по Варшава и многу едноставно. Студентот кој ќе најде нешто ново, тој ги отвара очите и се посветува на тоа што мисли дека е ново. Така и за мене. Еден обичен човек кој целиот живот го посвети на театарот, тој е словацки, има една драма која што се вика Лила Венеда, а во неа има и уште една дама, се вика Роза Венеда. Видите какви имиња имале Венедите, а тоа се Венетите. Венетите. Во првата моја книга, која де факто е противставување на книгата што ја издаде Атина во 1982 година, и случајно јас, по една болесна мајка ми рекла да дојш ја погребиме, ме пушти ја грците во Солун и јас шетајќи со братот низ Солунските улици ми падна во око книгата Македонија 10.000 схронја, историја, политизмос. Само јазик нема. Отсутствува. Како може? Да. Ја купив таа книга, кошташе, не се сеќам таму слово, така ја престудирав и одговарам на таа книга, а не на основата што мислеше мојот соговорник, дека тоа е цивилизација од 4000 години. Па ако земиме да, ако сметаме дека во цивилизацијата влегуваат цивилизирани работи, меѓу другото и цивилизирано писмо, што значи оформено писмо, така, 24 букви, но со нив може да се чита како што денес читаме со 31
а во некои други јазици и повеќе. Така, со разни тамо точкици, така, разни знаци, така. Не грците што го зедоа писмото од финикијците, како што викаат тие, го заокружиле први. Не. Ние ги имаме стателите. И гледате каква голема грешка направија нашите кои решија на новата наша валута да напишат денар. Наистина денарот бил како средство за размена во Македонија во римскиот период, но ние имаме многу постара валута, која се чува и како златници во лондонскиот, тука ги има, која има оваа книга, последниве, да не ги ова 30-тина слики, меѓу другото, тука е и статерот, така, статерот златен и статерот сребрен. Историјата исто така, нема да ја опишуваме, но важно е тоа дека на тие статери имаме Филипу. Грците тврдат Филипос, значи Филипо. Така. Ако беше тоа грчко, грците требаше да напишат ту Филипу, ту Александру, а не древномакедонската форма. Така се разбира кога мениме ние имаме именка, така Александар, Александра, кому? Александру. Зачувана до денешен, дативна форма. Значи, тоа е наше дело, односно дело на нашите прадедовци. Така, ние требаше да имаме валута, односно пари, нека ги наречиме статери, а не денар. Ќе бевме многу поблиски до вистината, до основата. Во оваа книга јас се противставувам на словенците венетолози, кои за мене се гениалци, така, но тие венетите ги разгледуваат од Словенија и горе. Дали е тоа почитување према грците? Оти знаеме ние многу добро и хрватите, а да не зборувам за србите, таму има веќе тие сватоштина, по таа линија ја подарија целата Егејска Македонија, така на грците или се ја поделија и владеат луѓето. Имаме ние докази многу повеќе од словенците за своите прататковци, така, венети наши предники. Така се вика книгата. 3 автори се. Венети наши предники, но не од Словенија и нагоре. Туку обратното, од Кипар, од Сидон, од Библ, од денешен ова Сир, така, нека, или да зееме Финикија, па од Финикија во продолжение покрај бреговите, северните брегови на Африка, тука е Картагина прва, Картагина втора, па сите оние Кипар, така. Сите тие зборуваат дека имат древномакедонски корен. Целата грчка топонимија, сите грчки градови, ако има време под збор да ви изем, како да ги наредам пред, на сите ќе ви го даде корено словенски. Така, Коринтос, така, имат град, Коринтос, и имат и еден залив кој се вика
Isto така, Коринтијакос колпос, што значи Корински залив. Од корен, корито. А тие не знаат што е. Пелопонес. Така, не знаат што е. А тоа е полуостров. Кој ја прочитал, сигурно се сретнал со неја, дека станува збор за полуостровот, кој имал 3 имиња кај дијалектите: древно словенски, или да ги речеме уште постаро, древно венецки, древно пелазгијски, древно македонски, потенцирано, бидејќи старогрчкиот јазик, тој јазик кој за мене е најстариот есперанто, така има 80% древно македонски корени. На тоа го наведов јас и мојот со близок по презиме Белчевски Одисеј и му рекол да се фати со ова, а не со етрурците. Етрурците се само еден дел од тие луѓе. Тој беше заинтересиран за етрурците и дури, како што поставува денес прашања, кои се денешните, да речеме, власи во Македонија. Така секој на свој начин си ги објаснуваше и Одисеј мислише дека ќе ги најде своите корени во Македонија. И на вистина, тоа е вистина што тој денес вели во Канада, тоа е Торонто: Ташко, добро што си тука, имам со кого да позборувам. Немам човек, толку далеко отидов во ова, дека немам човек со кого да правам муавет. Така. Да, јас му верувам, бидејќи тој навлегол, само има еден голем недостаток кај него, тој не го знае грчкиот јазик. Но затоа го знае англискиот, така, го знае македонскиот, српскиот, хрватскиот, а тука корењето некаде и се спојуваат, се колидираат некако, така, од места на места, но тоа е она дијалектната форма. Тоа беше еден јазик со многу дијалекти, кои тие дијалекти се разбира, оформија и направија јазици литературни. Да. Во оваа моја книга, прва, јас се обидов да им докажам на моите колеги почитувани во Словенија дека најнаселеното место со венети, односно со наши прататковци, е баш онај дел што се вика Мореја. Некој вика дека тоа е непознат збор, така, откај дошол тука никој не знае, така, но Мореја за мене тоа е земја обиколена со морине. И навистина тамо ги има 5. Венетите не беа само во Словенија, во Шпанија, Португалија и Франција, а да не зборам за Италија, бидејќи по војната, така наречена Тројанска, која барат во Хисарли, врска нема тоа, така, таа е војната тука, кога ја растурија Еге, што рече мојот почитуван Илју. Тоа се градови тука некаде поморски, од едната страна и од другата страна на Јадран. Значи, докажувам дека најнаселените места, најгустите, така. И тоа ни го кажува и митологијата. А јас сум де факто, така, митолог во овој случај. Затоа што ги најдов сите корења на
древномакедонските богови. Нема да ви зборувам за нив, оти нам ки ни треба тука месеци, може би и семестри. Така, 6 месеци, за да можеме ние да ги изпитаме сите овие работи, што веќе јас ги имам готови. Така. Само едно ти ви кажам, ние имавме едно друштво Александар Велики, така, Александар Македонски, така, од Наполеон наречен Велики, да, да. Александар има исто така древно македонски корен. Андар и Алекс. Два корена, така? Да. И не значи ништо друго, туку метатеза на два слога. Во Грција до ден денешен, ако сакат да опишат голем човек, голема жена, викат дека таа е Дардана, или тој е Дардан. А имаме и населба Дарданија во како се вика во овој градот, тука. Да, не, точно, така. Дардан, така, е де факто и името на Александар, но со преместување на слоговите. Така. Андромаха. Исто така Андар, тоа значи голем, борбен, буен човек, кој исто така е Дардан. Така? А Маха, ние викаме ајде да се маваме. Не е само ајде да се биеме, ајде да се маваме. И Маха дошло од тука, Андромаха, жена, која носи машки особини. Така, машкаданка ја викаме, ја? Современјата. Така, да. Тоа беше за ова. Сакам да ви објаснам и уште што значи антички македонци, кој го носи името нашата организација. Штом падна жртва првиот беден Александар, оти ние имавме прво друштво Александар, но тамо изнапикале браќата разни луѓе свој и го турија. Знаете што значи да имаш друштво на Александар Македонски и да збораш за Библијата? Да? Това е нонсенс. Библијата е исто така наша, наше дело. Но таа е многу, многу покасно. Така, многу подоцна. Така. Значи, првата книга докажувам дека не е случајно еден Пиринејски полуостров со Пирин планина. Дека не е случајно еден град во Велика Британија, Глазгов, со реката Глазне во Пиринска Македонија. Не е случајно Берлин со Берлина во Италија, со Бер во Егејска Македонија, бидејќи Бер е син на Македон, а Македон е син на Зеус, е еден од 12 замене богови, така? Видите како е поврзана целата топонимија, оронимија, така сето она имиња, тие кои што навистина се интересират за овие работи, ќе ги најдат во мојата тетралогија. Втората книга, тоа е, грците викат, наша е, ја зеле 13-та година Егејска Македонија и се што е во Егејска Македонија, сега е грчко. Така. Па Бога ми по некој поколение, како што да работите, така, например, моите внуци, така, од моите браќа, што се 5 на број, така, не знаат скршена македонска. Да.
тие се веќе погрчени. Како што е погрчена и целата Грција, освен дојдениците, за мене, тука напред овие книги го кажувам, дека 80%. Тоа е словенска крв. Или поточно, за да бидам поточен, тоа е пелазгijска, венецка, вендоцка, винска. Илюски веднаш ќе ми направи забелешка, едно време ми рече, кај си ги нашел овие работи, кога тие се вени. Така, вени. Стои, тука е вено, тука е корено. Вен, вин, ван, така. А за германците винден или славен е равно на германското расен со две с, што значи благороден. Така, и од тука династијата на овие на Теменидите, а меѓу кои спаѓа се разбира Филип како најмудар кој успе да ги обедини сите од тоа племе на Балконот, така, а тоа не беше мало, и тогаш се реши да тргне со овие. Грците уште постоеја како племе тогаш, така, уште постоеја, но потоа исчезнаа тие. Така им било пишано, слав ген, победи генот на појаќиот, се разбира, а појаќиот ген, тоа без не е. И затоа јас им викам дека не е верно дека македонскиот народ ќе исчезне. Не може да исчезне. Зошто? Затоа што грците со тоа што го направи, последната војна, што ја водија тие, Ексодус што го направија, така, тоа беше војна чисто за истребување од опасниот елемент што се вика македонски, и тоа беше војна на таткото на овој што умре пред известно време. Папандрео, први Папандрео стариот, овој беше и сега дојде третиот, така? Да. Тој ја водеше целата војна. Граѓанска војна во Грција никогаш немало. До Солун беше. Под Солун надолу, не, само комунистичката партија взеде неколку своји кадри, ни испрати и не праќаше во битките да гинеме. За жал, од таа акција помогна и многу наши. Но без да знаат. Некој кој мислише дека служи на Југославија, е верен, така, не знаеше дека тој на квадрат служи на Бугарија, на куп на Грција и на четврта степен, ако сакате, на албанците. Несвесни. Папандрео го имаше речено отворено. Шо правам јас со оние во Канада, шо дигат толку голема врева, со оние во Америка, со оние во Австралија, во Југославија, јас се ги имам на дланката. Што ќе му речам на моите пријатели тамо, тоа ќе прават со нив. И навистина така направи. Тоа зар не беше помош од нашите кои служија верно тука. Тоа беше еден вид брат против брата. Тука можеме да наречеме во тесен круг граѓанска војна. Кога едни праќавне долу да се убиват, а другите под стравот да не ги убијат од се истакнати, да не погинеле, па добро е, братко, како ти ме праќаш мене, додам да погинам, а ти твојата кожа ја чуваш. И служиш кому? На Грција. На бугарите, што не ми признава. И сега се покажа и на србите. Да. Во втората моја книга е капата со која ги одликуваше Александар Велики своите херои. Да. Еве ја звездата од Кутлеш, Вергина што ја викат, што била само таму, не?
А таа јас ја имам тука со се сандучи. Како одговор на оние првите. И не можеме да споредиме. Да, видите. Значи, сакаш да го фатиш ово? Еве, гледај. Еве, 2 звезди. Потполно. Таа е на капата, и тоа златна, сончева, така. И златниот сандок од така наречената гробница на Филип, што е голем. Ова книга има многу големо значение. Таа е документирана од типот на доказите што ви ги покажуваше пред мене мојот сонародник и господин Илјо. Тука има примери од 34.000 топоними. Така. Секој еден топоним што го обработал Макс Фасмер, тој е еден топонимичар голем, кој на русите, например, прв му напишал во 4 тома речник, како да не може русите тоа да го сторат, но тој голем човек, така, веднаш се зафатил и со топонимијата во Грција. А во Грција спаѓа и еден дел од Македонија, поголемиот, 61%, ако не се лажам, од тоа е Егејска или Беломорска, како сакате. Егеј на древно грчки, или ја би го рекол на древно македонски, значи истото што и бело. Еге или бело. Да. Да. Значи има 34.000 зборови. Така, со кои што ја докажувам вистината дека македонското митолошко кралство не е измислица, како што викат некои, дека тоа се приказни, донесени од лево, од десно, од исток, од таму, од ваму. Не. Нашата митологија, наречена грчка и римска, има корени македонски. И јас во првата, кај што имам една глава, венетологијата денеска, која имав предложено на нашиот универзитет да отвориме венетологија, оди тоа не е ништо друго, тоа е древна македонистика, тие до денес не ми одговорија, се разбира, и се случаи и други работи, нямаме време сега за тоа да зборуваме, не е важно, главно се уште против така науката. До кога ќе трае тоа, не се знае. За ова наука паднаа многу жртви, така конкретни. Третата моја книга е со Зевс и Олимп тука. Така, дело на мојот постар син, кој предал македонски, сега е во Крајова, така го замислувал и успеа со еден уметник да ја направи ова. Но беше толку скромен, што не си го стави името. И остана овај Зеус. Јас веќе почнав уште тука борба со сите венетолози, со сите хомеролози, со сите древни грци, така наречени класичари, така
и кај што го најдов за правилно го потенцирам, кај што гледам дека е искривоколчено, јас го исправувам. На чиста научна основа, со докази, со корени, како што ви реков, така, примерот на Андромаха, која си ја уби својата... Не, Андромаха е една од хероините на древномакедонскиот епос, која носи машко име. Значи, тука е почетокот, веќе во оваа книга давам, сигнализирам дека ќе одам до крај и ќе им докажам на светот дека не грците ја цивилизираа Европа, дека не тие се оние кои го дали името, а евеа Европа, качена на бикот, кај што ја носи во Крит и водат љубов со неа и имат потомство. Значи, целата наша украдена митологија, искривоколчена, и од тука идат и многото метатези, од тука идат и многото опашки, како граматички род завршетоци, јас ги викам опашки, така, ос, ас, ес, ис. Толку знаеле да додадат и толку додаде. Земја основата, побараја и легла дека е македонска. Така. И, значи, војувам тука со луѓето кои се западиле да ги објаснат старо грчките богови, бидејќи еден од древните хелени рече дека Хомер им измислил богови на грците. Но други од филозофите не се согласуваат. Тие не се грчки имиња. Тие се позаимени имиња од варварите. А варварите беа тие што не го зборува ново создадениот есперанто со 80% корени македонски и 20%, сега можам слободно да ви речам, арапизм. Јас грците ги нарекувам дека се арапи, кои ја делат судбината заедно со финикијците, истеснети од арапскиот полуостров и конкретно од денешен Ирак. А таму е зад Мезопотамија, така? А таму е и Мезопотамија. Видите самиот збор. Отворите кој сакате речник, ќе видите дека Мезопотамија фигурира како грчки збор. Мезо значи медиум, италијанците. Мезо сопран, мезо тоа, мезо ова. Мезо значи среден, а среден значи меѓа. Меѓу мене и меѓу тебе. Тоа било меѓу. Но бидејќи ж грците нема, така, ја заменаа буквата и од меѓу направија мешо. Така, од жето направија с. Мезопотамија. Потамос на грчки е река, но коренот е словенски. Тоа што тече, поток. Да. Значи, рековме дека тука е почетокот и најпосле дојде редот на оваа книга која ќе представиме, ќе ни каже вашата тука општинска гранка од античките македонци, така, за кои ви обичав и не знам дали ви објаснив што значи антички. Во речниците антички македонци, така, значи времето на класичната Грција, на стара Грција, древна Грција, така, и римски период. Лага на квадрат. Антички македонци значи времето на антите. А антите беа најстарото племе
од сите оние што ги викавме Венети, за да стигнеме до Илири. Многу покасно се појави Илири и Илирите беа преведени во словени, а имат една содржина. Или, нашиот Илија, денес Свети Илија, видите каква врска има, значи сонце. Како што ви реков дека за ова островите има 3 имиња, така, па и денес ние имаме полно такви разлики со другите словени, но коренот не е еден. Во првата още книга, јас која го давам Самбелино во Италија, така, Самбелино, еве го, гледайте го, и го давам како пример, Самбелино, тоа е Свети Белино или сонцето, еве го има како ореол. Горе има 8 зрака, а долу има други 8, што значи пак истиот символ. И тука објаснувам зашто не се словените склави, а на грчки склави роби, никогаш не биле роби, така, а Грција ја држели 300 години под робство, така, сега тие под робство е, деска Македонија ја имат 70 години. Но, ќе видиме тоа како ќе заврши воопшто. Значи, нашето друштво е името на најстарите Венети, Пелазги. И ќе ви кажам зошто тие Пелазги. Пелагос на Грција е внатрешноста на морето, за разлика од крајбрежјето. Пелагос, значи луѓе кои дошле на земјата Мореја, денешна Грција, Мореја, немала никогаш таа свое име, така, секогаш го позаимувала, името се разбира, да, и можам едно само да ви кажам, дека тоа се најстарите наши прадедовци, за кои Зеус им роди од својата глава богиња. Тоа е Атена. До денес стои името Атики Кевиутија. Тоа се две области. Така, Атика и биотика. Биотика тоа е бит, пак наш збор. Бит, живот. Така. А Атики тоа е антика. Што значи место кај што епицентарот, можам да речам, на Венетите и останатите сите други, како што денес ги има од Македонија па се до Русија разни имења, така, словени со разни епитети. Јас мислам дека најдобро ќе биде да ви оставам малку време, ќе имате книгите, кој се интересира нека повела, така ви ги оставам без рабат, да прашате, да поставите прашање, па да ви одговорам. Инако, тука пулям, гледам, луѓето почна еден по еден, така, се изморија, кој по нужда, кој по... И самиот јас изгледам. Благодариме. Благодарим на професор доктор Белчев за общото излагање и за помнет за излагач. Тоа, како што самиот ве покани, да простор да поставите ве прашање, но може да се несува
от неговата област и областта на господин Игор. Така, просто што малку во незвано време, мислим дека како ќе биде викувањето во 12, затоа во 1 час го кажам, во 13. Но сепак, за тие што ги интересира, ќе остан малку по-угодни. По-добро ќе е веќе што ги созрак апетитот, затоа нема што да се задржуваме, благодариме што ги дојдовте, повелете, со некој прашање, отворено, како нека е целта, боје. Може. Молам и барам објаснение за ханзите нешто да кажете, а и барам да отиде од Македонскиот конгрес или историчарот да сними едно видео касета, да ги видиме тие луѓе како зборуваат, што писмо имаат, и тоа е најголемиот факт што можеме да ги победиме окупаторите и да победиме целата окупација во Балкан што ја држи Македонија. Само тоа. Да. Но за жал, обратното се случува. Ние сме окупирани. Да, тоа беше странно, се разбира, така, од една мала Македонија и што стигна до Индија, така? И римјаните, а и спарчиње на парчиње, без да има право едниот да мине на другиот. За ханзите, така еден пољак од Канада, го кажав, ако не се лажам, пред известно време на господата од Богданци, така истрча дека нашол многу словенски зборови во јазикот на од и самиот бил од полско потекло, видел дека има тука некаква врска. Значи, Александар Македонски и неговите војници не биле ништо друго освен македонци. И навистина, Александар оставал и стражи, така, да ги чува, да го чува царството. Тој се врати назад, вистина, умре во Египет или кај беше тамо, во Вавилон, така, ама неговото царство, така, како човек кој ширише, може да се рече космополитизам, така, ширише човештина, така, над човештината, така, мислеше дека тоа негово царство ќе векува. Не знаеше дека има многу непријатели. Ханзите се остатоци од некогашните единици на Александар, кои воглавно се состоеле од илири. А во илири спаѓаат сите, до еден, како што викаме денес, словени. Имав една книга донесена од Србија, сега издадена од генералот црногорец по потекло, српски генерал Домазетовиќ. Тој во илирите ги вклучува дури и грците. Тука, навистина, јас со него се согласувам, дека денешните грци се од племето, од крвта, од генот на илирите. Тие се погрченици. Како што има денес полно наши македонци кои стана англичани, односно американци, односно канаѓани. Така, го прифатието јазик, левот прави се гладоста, така, таму најдува место за живење и таму отидоа. Значи, тоа се само остатоци. Луѓе далеко од цивилизацијата, што задржиле и некои од зборот